Непознат објект на државно земјиште почна да се гради во Чаир. Градоначалничката на Скопје, која утринава со тимови од градот, отиде на лице место. Вели дека станува збор за дивоградба, не постои дозвола за градба и навлегува во генералниот урбанистички план каде што не смее да се гради. Според Арсовска, објектот имал диви приклучоци за струја и вода, па дојдоа и екипи на Евана и водовод. Градилиштето не е оградено и е опасно за децата кои се играат во училишниот двор во близина. Околу нема информативна табла за тоа што се прави и кој е инвеститор. Според првите податоци кои ги добила, Арсовска вели дека веќе е познато кој гради. Овој нема нити проект, нити елаборати, нити за безбедност и сигурност при работа, нити е обезбеден објектот. На 2-3 метри од Центар за едукација на деца и од училиште, каде што над 1000 дечиња секој ден циркулираат. Без подпорни зидови, нема пратена ниту една давачка. 20 луѓе работеат тука која дојдовме. Знаете како се разбегаа? Се разбегаа како криминалци. Што бегаат? Кажи кој си, кажи што си, дај лична карта, кој те ангажирал, која фирма работи тука, кој е собственик на овој објект, зашто бегаш кога си во право? Еве, јас сум во право, јас не бегам. Арсовска вели дека не е јасно зошто општината Чаир не постапува и преку видео во живо на социјалните мрежи. Неколку пати го повика градоначалникот Ганиу да дојде, но тој не се појави. Пред криминалци не се повлекуваме. 3,5 години трпеме ние закани. Секој ден од сабајле од будење до вечера ние на нас закани. Што мисли Ганиу? Дека јак манга некој? Дека го поддржува силна политичка опција, дека нешто ќе му се уплаши некој? Не се плашиме, бре, он е криминалец. Бидејќи нема проект, никој не знае дали објектот ќе биде стамбен или деловен, ниту колку ката ќе има, велат од надлежниот сектор на градот. Направени се повеќе прекршоци покрај сообраќајни, градежни, узурпација на простор, на имот и така натака. Ние немаме никакви документи во моментов кај нас во град Скопје за овој објект, нити има комунали, нити има времен режим дека гради било што за сообраќај, нити преку СВР сигурно е поминато било што дека он узурпира тротоар, велосипедска патека, узурпира влезене во генералниот урбанистички план на регулационата линија на булеварот. Ништо немаме од ова. Додека Арсовска правеше увид, граѓанин на Чаир дојде и ја праша зошто не ги исполнила ветувањата кои им ги дала пред изборите. Тој рече дека градоначалничката во цел мандат ниту еднаш не отишла да ги праша какви маки имаат. Лично и се пожали на Арсовска за проблеми во сообраќајот, паркинг, канализација, пошто таа му рече дека тоа е надлежност на Ганиу. Вие сте дојдени за некој проблем што воопшто нас не ни пречи. Вие се, ова е политичка борба. Тебе не ти пречи воопшто дивоградба. ништо не би пречи, ништо не пречи. Знаеш зашто една работа. Ги проблемите вака прво. сега, една работа да ти кажам. Прво, оваа дивоградба е на место што е надлежност на град Скопје. Аха. А тоа што тебе ти е страф. Што ми е? Страф? Страф. Од кого? Да збориш за Висер Ганиу за тоа што он не ти реализира. Ганиу, Господ да чувај да брани. Тоа е твој проблем. Не, нема. Ние работиме тоа што е работа на немам никаков страф. Јас сите луѓе работиме, ма немој да ми викаш. Не ми викај, не ми се дери. Не ми повишувај тоа. Градоначалникот на Чаир тврди дека има писмена комуникација со која барал да постапи градскиот инспекторат, но не добиле никаков одговор. Мило ми е што господја Арсовска по 3,5 години стапна во Чаир како градоначалничка на Скопје. Јас на време имам и писмена комуникација. Барав нивниот инспекторат да постапи во Чаир, но немавме добиено никаков одговор до денес. По овој објект Арсовска посети и други локации во Чаир за кои вели дека се дивоградби. Мартин Арсов, Сител телевизија.